За 2 седмици гевгеличани ќе протестираат против изградба на 2 мали хидроцентрали на реката Дошница на Кожов. Активистите против рудници се мобилизираат и велат дека се подготвени по секоја цена да спречат уништување на планината и водниот потенцијал. Какви хидроцентрали ќе се градат на Кожов, тоа е прашање од $1.000.000 и веројатно одговорот го знаат само тие што поднеле барање за изградба на такви мини или мали хидроцентрали и тие што дале дозволи, ако дале дозволи. До јавноста нема никаков податок, освен дека 2020 година Советот на општина Кавадар се едногласно дал позитивно мислење за изградба 2 мали хидроцентрали на реката Дошница во срцето на планината Кожов, во местностите Баров дол и Папради. Тоа е до сега се што се знае јавно и што може да се стигне до некој податок и исто така се знае дека веќе неколку градежни машини се качија горе на Кожов и почна со некои подготвителни работи. До сега е изградена една мала хидроцентрала на Кожов, но за активистите е недозволиво понатамошно градење, бидејќи се сомневаат во начинот на кој се добиваат дозволите и како се спроведува целата процедура. Еве, илјадници луѓе во овие 2-3 години одат за смрдлија вода, сведоци се знаат таму што гледаат, а ја гледаат Коњска река, во течение од 5 км, каде што треба да течат минимум 30 до 40 литри во секунда, тој им е биолошкиот минимум. Тоа го знаеме дека кога ја добиле дозволот им рекле испод 30 литра ова река не смее да има, па да ви кажам дека повеќе од 6 литра никој пат немало. Луѓето тоа го гледаат, го знаат, никој ништо не презел за таа работа и не превзема, бидејќи замислете во Македонија нема лиценцирана компанија која што може да го измери протокот на вода во една река. Страмота и брука, немам друг коментар. Пред 6 години Гевгелија прва во југоистокот ја започна борбата против геолошки истражувања за минерални соровини за отворање рудници на Кожов. Активистите велат дека планината и природните ресурси што ги поседува не смеат да бидат предмет на бизнес интереси на поединци.